Чаракчиев, не се согласувам со вас, ама баш никаде. Спомнавте лични комплекси. Со задоволство можам да ви кажам дека сум професор на Шумарски факултет УКИМ, доктор на науки и немам студирано како некој над 10 години, па да имам комплекси. Тоа што спомнавте, во државата има шумарство, инспекторат, пазарен инспекторат, МВР, МЗШВ. Тоа е проблемот. Имаме институции кои се платени од буџетот, кои взимаат плата и некој, а тој некој е политиката, ги узурпира овие институции. Таа иста политика ја доведе работата до овде. Да имаме криминал во шумарството. Да имаме шумарска мафија. Да имаме проблем во производството на државното дрво. Многу добро кажав. Со појавата на демократијата и плурализмот. Затоа што, ако погледнете статистика, до 90-тите години во Република Македонија се произведувало 1.200.000 до 1.000.000 кубика дрво. И тогаш имало одреден процент нелегално пресечено дрво или нерегулирано дрво надвор од системот, меѓутоа тоа било занемарливо. Ако ја погледнете статистиката сега, наназад, до ден денес, стално паѓа производството на државната шума во државните предпријатија. И во јавното предпријатие, и во националните паркови. Да дојдеме до ситуација, до моментот, да имаме едва 500.000, одредени години и 400.000 метри кубни производство. А при тоа не е сменета структурата на потрошувачка на енергијата на огнено дрво. Готово да е задржано на истото ниво. Затоа што немаме гасификација, затоа што се уште дрвото е релативно поевтин енергенс. Тоа сакале вие да го признаете или не сакате да го признаете? Е факт. Отворете статистика, видете ги билансите на ЈП Македонски шуми и ќе ви стане јасно. И тука нема бегање. Дали се случило во Федеративна Македонија, во Социјалистичка Македонија, во Демократска Македонија, тоа е факт. Намалено производство, иста потрошувачка на огневно дрво. Сериозни студии и на ФАО, и домашни студии, и независни студии, и студии надвор од Шумарскиот факултет. Ви го докажуваат ова што ви го зборам. И не е тајна дека има нелегално дрво во државата. И не е тајна дека има нерегистрирано дрво во државата. Само наивен човек тоа не може да го види. И наместо ние да понудиме решение на проблемот, а едно од решењето е, ви кажав, и ќе ви кажувам колку и пати да ви е потребно, затоа што мора да ви се неколку пати повтори, не сваќате. Не можете да се борите со шумарската мафија, со мало производство и со високи цени на дрвото. Не можете. Мора да понудите производство, мора да понудите ефтин производ. Мора сериозно сите овие институции кои взимат пари од буџетот, за кои збориме, да си ја вршат својата работа. Не си ја вршат работа. Не го дозволуваат тоа. Која е вашата политика во шумарството? Оваа година половина од дрвото го дадовте на, ние ги викаме тендерашите, на луѓето кои извршуваат операции, државното дрво, плюс традиционално што и се дава дрво на корен, и се здобија со испратници во неограничена количина.
можност нелегалното дрво да се транспортира на пазарот како легално. Тоа е вашата политика. И тоа дополнително ја загрози ситуацијата. Дополнително. Наместо да се бориме со дрвократството и да понудиме на пазарот реално ефтино дрво кое можеме да го понудиме, ние тоа не го правиме. Спомнавте кризи. И овде морам да ви објаснам. Реално имаше енергетска криза и криза на снабдување на синџирите. Претходно имавме ковидот, тоа е веќе сосема здравствена друга криза. Што научивме ние од тие кризи? Односно, народот научи многу, стручната фела научи многу, ние како опозиција понудивме решенија, меѓутоа ништо не научи владата на Република Македонија. Ковид криза. Нити имате клинички центар, модуларните болници ви изгореа, затоа што не беа по стандарди, нити имате опрема, нити имате фабрика за маски. Ништо. Понатаму, енергетската криза. Државата не инвестира ништо во собствени ресурси. Ништо. 17 мегавата во Ослове, ништо друго. За 4 години. Ниту еден сериозен објект. Нити донесовте газ, нити направивте конекција со Грција, нити направивте конекција со Србија. Ниту инвестиравте за промена на блоковите во рек од Јаглен на газ, затоа што и на крај краишта нема газ до рек. Нити инвестиравте во обновливи извори, нити инвестиравте во базна енергија, нити инвестиравте во ништо. Државни средства за потребите на државните компании, за да во време на криза можеме колку толку да балансираме. Тоа што вие го направивте, колку толку се стабилизираа цените и готово. Вашата политика беше многу едноставна. Вложивте пари во набавка на неквалитетен јаглен и неквалитетна нафта. И вие ми зборите за екологија. Вие зборите за здрава животна средина. Ви се молам. Јагленот кој стига во Битола е со најлош квалитет. Збогатен со асфалтени кои дополнително ја загрозуват безбедноста на блоковите. И прашање на време е кога таму ќе има повторни хаварии. Тоа е вашата политика. Немате визија за енергетика, уште помалку за храна. Веќе кога ја спомнавте храната, ќе ви го кажам примерот со сончогледот. Немаше масло за јадење, плачевте, молевте, коленичевте. Дојде масло, половина го шверцувавте. Владата се фалеше со субвенции за сончоглед. Толку по хектар, волку зголемено производство, заврши колку толку кризата. Што направивте? Сончогледот го прогласивте за луксус. И го дигнавте ДДВ-то на 18%. Тоа е таа ваша политика. Битно е буџетот да се полни. Битно е да имате комоција во парите, со задолжување, со полнење на буџетот, со сиромаштија на граѓаните, да владеете. Затоа не ве биваме, господа. Затоа сме нова дередже. Не ви е јасно, ќе ви кажат граѓаните на избори. Благодарам. Благодарам за повторна реплика.